Почитувани колешки и колеги пратеници, лично јас ја разбирам нервозата на спикерот на парламентот тука, че треба да се соочи со реалноста дека на опозицијата не треба да и се сопре гласот, дека треба да го кажеме гласот, бидејќи мојот глас и гласот на опозицијата е гласот на граѓаните. За денеснава седница на дневен ред, предлогот кој што го предложи председателот на Собранието, точката Закон за изменување и дополнување на Законот за игри на среќа, според член 77 став 2, барам да се тргне од дневен ред, бидејќи според мене и според моите колеги пратеници не е во ред да се стави точка на дневен ред кога во услови на државата имаме огромна беда и сиромаштија, кога имаме толку наталожени проблеми, кога имаме и наместо да се фокусираме на точки на дневен ред кои што ќе бидат од помош на граѓаните за граѓаните на Република Македонија, ние ставаме точка на дневен ред Закон за забава на игри на среќа и забавни игри. Ево довдека, после седницата на ова денеска на парламентот, да прошетаме по македонските градови и села, ќе видиме дека на граѓаните апсолутно не им е дојдено до игри на среќа. Крај со крај врзуваат. И сега се чудам зошто денес ја одбивте и нашиот предлог, кој што по трет пат го предложивме денес, а тоа беше Законот за намалување на акцизите и Законот за намалување на ДДВ-то. Со истиот тој закон кој што ние го предложивме денес, односно Законот за намалување на акцизите, предлагавме 50% намалување на акцизата за горивото и 5% намалување, односно на данокот на додадена вредност, од 18 да биде на 5%. Со тоа, литар Евро Супер 95, кој што денес ја достигна фамозната граница од 110 денари, ќе се продава, според нашиот предлог, ќе се продаваше по 86,5 денари. Цената за литар Евро Супер, кој што денес е 112 денари, ќе се продаваше по 88 денари. Цената за литар Евро Дизел, кој што денес ја помина фамозната граница од 100 денари, односно 102 денари, ќе се продаваше за 83 денари. Ја разбирам нервозата, господине председателе, но ве молам, воспоставете ред во